Господин Негабер, во петок се одржа првиот состанок на Комитетот меѓу Македонија и Грција поврзано со историските прашања, поточно ревизија на историските учебници. Кои се заклучоците и дали е утврдена агендата по кој ќе работи комитетот? Значи се работи за историски прашања кои се третираат во учебниците и кои што формираат генерации, како сегашните, така и идните, со што и државата влегува во еден процес на објаснување на историски моменти кои што треба да предизвикаат подобри односи, да кажеме, или да креираат генерации кои што ќе имаат поинаков однос кон историските теми отколку што имале претходните генерации. Дали е утврдена првата тема на која ќе работи комитетот во делот на учебниците или историските читанки или евентуално картите? Па видите, после оваа прва средба, која што представуваше фактички средба на запознавање на двата делови од интердисциплинариот комитет, да биде целото име познато, тоа значи дека ние утврдивме она што представува динамика на работа, она почувствуваат норми на работа и мислам дека тука многу брзо и едноставно дојдовме до заеднички текст, односно тоа се вика правила на сапување, rules of procedure, што сега ние ни дозволува да влеземе во материјална расправа за темите за кои што имаме надлежност согласно членот 8 од, знаете, Преспанскиот договор. Кога е следната средба? Следната средба се предвидува за околу 2 месеца, затоа што сега ние мораме да проучиме материјали, нашата страна учебници кои што денеска се предаваат во грчките школи или кои што мислат да се предаваат од септември следната година, односно тие исто така треба да ги проучат учебниците што моментално ние ги користиме или ќе ги користиме од септември следната година. Значи се уште не се познати кои би биле тие учебници, кои би биле разгледувани на... Точно се знае кои би били учебници, затоа што ги разменивме комплетниот материјал што се предава од прво одделение до крајот на гимназиско образование. Формирањето на овој комитет се гледаше како едностапка од македонска страна дека ние ќе ја менуваме историјата. Колку е тоа реално и колку поточно двете страни ќе мора да направат отстапки? Па, историјата секогаш се пишува врз основа на идеите кои што со себе ги носат, да кажам, представниците на власта. Значи, државата, органите, кои што низ Министерството за образование сформираат нормално своји курикулуми, врз основа на курикулумите распишуваат конкурси, се прават учебници, учебниците се предаваат на учениците и така натаму и се формира еден, да кажам, свет кај младите кој што може да создаде поволни елементи, поволен однос кон соседите, односно неповолен. Ние гледаме сега во нашата работа на овој комитет да таквите работи во иднина се избегнуваат. Така да тука се работи значи за една длабинско проучување на секоја фраза, на секој елемент што може кај нашите ученици да предизвика према грчките историски настани и личности, да предизвика анимозитет, односно обратно, кај грчките ученици да предизвика неповолни чувства. Тоа треба да се избегне. Зборуваме за учебници. Што станува со оние индивидуални автори кои се објавуваат свој дела, но кои не се во образовниот систем како учебници влезени? Дали тие ќе бидат опфатени или само учебниците кои се во образовниот систем? Не, немаме надлежност за тоа. Се работи, значи, ова е меѓудржавна комисија, каде што двете страни, врз основа на системот кој што постои, етаблираниот систем кој што постои во државите, да се тоа отстрани. Автоматски, тоа значи еден индикатор и за другите надвор од, да кажеме, етаблираниот државен систем, да се на некој начин однесуваат во една политичка, ако сакате, емотивна, ако сакате, агенда која што треба да представува за еднината на двете земји, да се избегнат такви елементи кои што генерациите не би требало да ги имаат пред себе. До сега Грција имаше, да кажам, еден однос кон таа античка историја, користењето на античката, присвојувањето на античката историја од страна на Македонија. Дали постои и друг дел од историјата кој сметате дека може да биде дискутабилен и на кој може да се кршат копијата меѓу двете страни? Видите, се работи за анализа и се работи за продлабочено проучување од страна на експерти на теми од целиот комплекс од античката до денешната историја. Значи, тука не се работи за да ние најдеме елементи каде што би се судриле. Нас поише не интересираат, верувајте, елементи каде што се зближуваат народите, каде што имале заедничка историја, но
да не биде таа третирана од едната или другата страна во негативен контекст. Затоа што трагедии постоеле. Трагедии не може да избегнеме дека не постоеле, но ние можеме да кажеме зашто и како постоеле и како тоа не треба да биде да влијае на следните генерации. Тука логично се постава прашањето на граѓанската војна во Грција. Дали тој дел и она што се случувало со македонското население ќе биде опфатено и што мислите како тоа може да се реши? Кога ќе ги проучиме учебниците, кога ќе ги проучиме темите кои што се пласираат кај нив, односно тие ќе ги проучат кај нас, се седнува заеднички да се договорат кои формулации, кои каков третман ќе имаат тие настани, за да повторно ќе кажам да не предизвикаат анимозитет на едната или другата страна.